Само вчера се откажаа близу 13.000 летови. Авионската индустрија, за авионската индустрија тоа значи дека тие во следниве месеци ќе работат со намалени капацитети. Намалени капацитети значат и намалени работни места, намалени потреба за набавки кои што се врзани со намален туризам. Намален туризам, значи се што е во ланецот на снабдување поврзан со авионската индустрија. Денеска да се реши конфликтот, ние ќе имаме проблем да се вратиме во нормалното, затоа што тоа го сетивме и на веднаш после ковид кризата, кога неколку месеци целиот свет беше затворен дома, кога имаше навистина голема криза во авиосообраќајот, и тој авиосообраќај до ден денес не се врати на старите патики кои што беа пред кризата со ковид. И ова ако го аплицираме на сите останати индустрии. Малку пред емисијата зборувавме за тоа дека голем дел од тековните потреби или активности во економијата и индустријата се договори кои што се склучени пред да се случи било каква криза. И реално во моментов, директно од денес за утре не можеме веднаш да го видиме ефектот во индустријата, во индустријското производство. Но и да се реши тоа денеска, овој застој, затоа што сега дел од недостатокот на пазарот на енергенси се надоместуваше со резервите. За да можеме да стигнеме до ниво на резерви кое што ни е посакувано, а при тоа и индустријата да биде задоволена со тековните потреби, на глобалната економија ќе и треба навистина подолго време. И затоа многу е важно економијата ја движат очекувања. Многу е лошо во криза само да се додава масло на огнот и да се зборува само за негативностите. И мене ова многу ми се допаѓа како теза, затоа што Европската унија за прв пат можеби во вакви големи кризи се освести дека треба да гледа долгорочно и да не работи на толку политички поени веднаш, туку да рече, окей, каде ќе бидеме 10 години од денес. Транзицијата од фосилни на обновливи или пак на алтернативни начини на извори на енергија е патот кој што треба да го следат сите земји, особено земји како Македонија, која што кажавме, е увозно целосно зависна од овие енергенси, а уште повеќе што и индустријата која што ја градиме е зависна од влезен енергенс. Олеснителна околност, и ова мораме да го кажеме, за оваа криза е што таа се случува надвор од грејна сезона. Ако се случеше, може ќе ме коригирате, ако се случеше за време на зимската сезона, кога потребите се драстично поголеми на нафта и газ, тогаш можеби ефектите и побрзо ќе се осетеа од ваква криза.